На третата зимска школа на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при Универзитетот Свети Кирил и Методи, постојано со секое ново навраќање кон песнина на Шопов, доаѓавме до мноштво интерпретативни рамништа. Доаѓавме до нови видувања. А сето тоа кај нас, кои што овие денови живеевме, а и понатаму ќе живееме со поезијата на Шопов, предизвика многу импресии. Време е заеднички да ги споделиме. Меѓу себе, меѓутоа и со другите, како еден убав длабок печат во нас од оваа трета зимска школа и од прочитот на поезијата на Шопов. На Мита Субиото, Словенија. Поету наш. Никогаш нема да те одгатнеме од А до Ш. Во тишината телата нашите молат. Откри ни го својот необичен и пронајден збор, што ги буди срните во нашите зеници, заради кој стануваме доброволни заробеници на нашата небиднина, на твојата светлина. Да си благословен најнеобичен поето, што не изедначуваш во мудроста, што не израмнуваш во годините, што не ги спојуваш очите на екраните. Да си благословено време што ги зближи божилата на нашите срца, на третата зимска школа. Еден ден, можеби, ќе дувнат диви ветришта, ќе ја раздуваат пепелта. Тогаш ќе се качиме на дрвото на ридот и можеби ќе ни зајакне видот, но никогаш нема да те одгатнеме од А до Ш. Валентина Седевчева, Бугарија. Песната на песните во творештвото на Ацо Шопов носи страста и љубовта, светлината и темнината, стравот и силата, спокојот и бунтот, природата и зборот, а целата таа вселена се спотајува и изврива во сонот на црната жена. Ивица Баковик, Хрватска. На зимската школа покажавме и си докажавме дека за да се дојде до адекватно толкување на една песна, до она толкување кое што е врамено, контекстуализирано во нашите временски рамки, најдобар пат е диалог и колективно читање. Овој пат колективно читавме, толкувавме еден опус во кој што постојано се бара токму песна, а таа песна во, зад и над песните на Шопов постојано се менува со годините и ќе се менува. Во текот на изминатите денови ние, гласови помеѓу трите европски точки на 8 јазици, помеѓу Петроград, Единбург и Скопје, под менторство на нашиот Иван и наставник и поет, и дадовме глас на песната на Шопов. Во тоа, ние само, ама сепак, успеавме да допреме некои аспекти на тоа пеење и го дадовме својот придонес кон онаа игра што ја ткае везилката во домородскиот ритам на тамтамите од Жоал до Штип, од Петроград до Единбург. И затоа на сите ви благодарам. И ние ти благодариме тебе, Ивица, како и на сите кои што заеднички го исчитавме Шопов во овие неколку дена на третата зимска школа. Даниела Костадиновик, Србија. Со невините раце на детето, со невините раце на тагата и осаменоста, со невините раце кои ја прегрнуваат мајката и народната песна, озарен од светлоста на родниот Штип, облагороден од љубовта кон Македонија, Ацо Шопов почнува во својата тетрадка да ги запишува првите стихови за младоста, за маката и радоста, за партизанската, но и за другите борби, во што туку сватените значења на тишината, зборовите,
огнот, пепелта, светлоста, темнината, љубовта, убавината од која испливува и одново се нурнува небиднината. Тоа долго патување во мистичниот ритм на там-тамот на црната жена, од една до друга небиднина, од еден до друг кошмар, од еден до друг сон, од еден до друг остров, од еден до друг континент, од еден до друг океан, се слева во еден извонреден поетски глас на брановите на езерото на поетовиот живот. Поет на бунтот, поет на крвта, поет на меланхолијата, поет на тишината, поет на имагинацијата, поет на духовноста, Ацо Шопов несомнено представува големо име во македонската и светската книжевност. Ана Марија Цинега Панзова, Унгарија. Со помош на Иван, нурнавме во длабочините на песните на големиот поет Ацо Шопов. Но таквата повеќе слојност која ја откривме, беше можно да ја спознаеме само на овој начин, со заедничка усилба на сите нас. Среќна сум што можевме повторно да се дружиме и што запознави нови луѓе со кои не врзува љубовта кон македонската книжевност и нејзините богатства. И сите ние сме сретни што имавме оваа можност да бидеме сплотени и допрва да бидеме сплотени преку поезијата на Шопов. Кристина Дувкова од Чешката република. Благодарам. Ацо Шопов е еден од поети кои не ги познавав многу добро пред зимската школа. Си читав неколку песни и си кажав, ајде, добро е, интересно, еднаш ке си ги прочитам уште еднаш. Но сега, кога толку работевме на дел од песните, кога се трудевме да не само читаме, но главно да исчитуваме, интерпретираме, делиме мисли, наоѓаме паралели, но и разлики меѓу нашите перцепции, сега разбирам колку интимно треба да ги прочитам текстовите, колку суптилно треба да ги внимавам зборовите и колку детајно треба да го барам подобар и попрецизен еквивалент во себе си. Драги колеги, многу ви благодарам што ми дозволевте да со вашата помош успеав да ја поотворам мислата за поезијата на Ацо Шопов. И сите ние ти благодариме тебе, а сега Билјана Петковик, Србија. Јас имам една песна создана од стиховите на Ацо Шопов како колаж. Небиднина. Тај збор што не постои во речникот, збор што личи на обично дрво, кој крвава жар ми капеше во срце. Црна од мака, од соништа зелена, чудна една сказна од леб и од сребро, таа заробена убавина во молкот див на морето. Тие неизодливи нерамнини, заради нас, заради она невино дете, плетат невидливи мрежи. Како ништо да не се случува, убавото е убаво и поминува. Дрвото се подмладило, разгранило и одам навеќе и ноќта помина. О песна, земјо, жено, о живот и смрт ведно. Кој мисли дека те сватил, не знае што е бездна. Ова е потврда дека покрај тоа што прочитот на поезијата на Шопов и заедничките анализи го побудија истражувачкото во нас, го побудија и поетското во нас. Односно, коментиравме на часовите дека во секого од нас има едно дете, ама прашањето е колку и во секого од нас има и по некој поетски дел. А сега Зофија Дембовска од Полска. Веројатно, никогаш порано не се случило една група од 12-13 луѓе да се среќава по неколку часа дневно, заеднички да ја анализира поезијата на Ацо Шопов. Сега, кога ова инспиративно и пријатно интензивно време помина,
Останувам со чувството на голема мотивација да продолжам да ги толкувам текстовите на Ацо Шопов. Благодарам. Ти благодариме и ние тебе, Маја Ковач, Словенија. Долго читаме на ова место, под кое шумат меѓународни извори и толкувачи ловиме значења, а стиховите во нема извишеност ја разлистуваат таинственоста на изразот. Долго читаме на ова место и полека црнееме од недоумици. Гледај, велиме, гледај ги зборовите, ни да ги препознаеш. Секогаш овие стихови беа длабочини во кои се кријат скапуцености, а сега се огледуваат бистри бисери да ги собереме и нижиме. Секогаш овие очи беа орачи, поровки стихови што можат да се сломат од невнимание. А ние, со сета цврста кревкост, ги чуваме и тивка бучност ја слушаме. Уште еден доказ дека се Шопов го буди и поетското кај секого од нас. А сега Анастасија Мосинец, Русија. За творештото на Ацо Шопов. Зборовите лажат, но сепак за мене неговото творештво е како песна, или можеби е како жена. Нејзините очи се потажни од дождови, нејзиното име не се изговора. Не ја гледаме небо и в чашето, но нејзиниот поглед нас не полни со зборови. Тивки, бунтовни, ковчести, честни. Неговите стихови се како жена, или самата жена е песна. Ви благодариме, Анастасија, навистина стиховите на Шопов секогаш ќе побудуваат и нови исчитувања и нови вакви навраќања, се надевам и заеднички. А сега Сонја Цекова Стојановска, Словенија. Најнапред би сакала наискрено да се заблагодарам за можноста на моето учество на годинашнава трета зимска школа, што несомнено дополнително ќе ја збогати мојата понатомошна преведувачка и истражувачка ангажираност. Од ова наше заедничко литературно дружење, стручно разгледување, разменување на сознанија и поетски читања и доживувања на песните на големиот поет, а низ тоа и нашето другарување со учесниците, па и со Ацо Шопов, од навистина одлично раководење на врниот познавач на македонската литература, па така и на Шопов, а воедно и поетот, магистар Иван Антоновски, случувањава во овие изминативе интензивни 6 дена би ги нарекла вака. Заедничко волшебно патување од небиднината преку македонските збор и мисла, низ миговите на сегашноста, до светлината на иднина, биднина. Ви благодариме, Сонја, се надеваме дека патувањата допрва ќе продолжат, а вклучително и со прочитот на Александра Стошик, Србија. Почитувана професорке Весна, почитуван Иван, драги колеги Зофија, Сонја, Маја, Анастасија, Кристина, Валентина, Даниела, Ивица, Намита и Ана Марија. Сите сме на различни места, но Македонија е во нас. Благодарам на сите за секоја споделена мисла и сигурна сум дека нашите разговори за Шопов, но и за животот воопшто, тре продолжат и натаму. Ми беше голема чест да бидам дел од оваа група. Благодарам. Ти благодариме, Александра, но благодарности до сите за тоа што овие споделени импресии на ваков начин се само една капка од езерото на животот на Шопов со кое што ги започнавме нашите часови, а преку кое што успеавме да исполниме до поттик и размисла за едно навистина ново читање
на поезијата на Шопов, која што се рефлектира и преку овие импресии, но ќе се рефлектира и преку објавите на книжевните преводи и преку новите научни студии за поезијата на Шопов, кои што ќе бидат едно, според она што го дискутиравме, и ново поглавје во вреднувањето на творечкиот опус на Ацо Шопов. Професор Кемојса Чепишевска, драго ни е што бевте со нас и во овој завршен час, и се надеваме дека нашите заеднички импресии, за кои што јас сега немам дополнителна импресија со која што ќе можам да го искажам задоволството што имавме можност толку интензивно и толку посветено да собеседиме за поезијата на Шопов, дека и кај вас предизвика некоја импресија. Благодарам, Иван, и благодарам до сите. Вие сте 12-мина. Навистина избрано друштво, ама пак ќе искористам зборовите на Шопов. Ветерот носи убаво време, тоа е една култна збирка пресврт што направи во современата македонска поезија, во правец на таа модернизација, но при тоа не напуштајќи ја традицијата. Ветерот носи убаво време. Јас можам сега со мирно срце да кажам, иако е јануари, дека ветерот носи убаво време со овие посветени македонисти кои што 6 дена, 30 часа секојдневно живеа, се будеа и заспиваа со поезијата на Ацо Шопов. И за да не бидам предолга, само посакувам поскоро да ги видиме тие ваши преводи и како финална верзија и како дел од едно ново, но исклучително богато издание на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при Универзитетот Свети Кирил и Методи. Така што ете, уште од сега се радувам на тие преводи и на тоа издание кој што, здравје Боже, сите вие ќе го промовираме и ќе читаме повторно, ќе читаме можеби таму во живо крај Охридското езеро, бидејќи и летната школа 56-та и меѓународната научна конференција 50-та јубилејна ќе биде во знакот на творештвото на Ацо Шопов покрај и некои други јубилеи и некои други одбележувања и теми. Ви благодарам за преубавите мигови, навистина и денес во јануарскиот ден ми донесовте убаво време. По се тоа, тешко е да се избере завршен збор по овие импресии, затоа што знаеме дека и деновите што следат ќе бидат денови во кои што ќе има посветеност на книжевниот превод и на ново ишчитување на Шопов, на нови студии за Шопов, можеби и на објави кои што ќе бидат и целосно нови избори од поезијата на Шопов и во неколку странски држави. Од тука би сакал да кажам само едно довидување до понеделник, затоа што од понеделник, повторно по денешното свечено затворање, заедно ќе живееме, содействуваме со поезијата на Шопов, повторно преку електронски формат. Меѓутоа, работата на оваа група од третата зимска школа не запира тука, туку заеднички со заедничка љубов, со заедничка волја, продолжуваме и натаму со желба да се афирмира македонската реч и да се афирмираат вредностите од поетското творештво на Ацо Шопов. Ви благодарам на сите.